каква е праксата. Ова утро гостин во Македонија на утро Тина Петковска, раководител на оделение во Халкбанка. Велиме добро утро и добре дојде во нашето студио. Добро утро, Бранко. На почетокот да дефинираме што значи плаќање со кеш, односно во готово, а што со картичка. Така. Како што и самиот кажа, готовински трансакции, односно трансакции со готовина, се трансакции кои што се извршуваат со банкноти или монети, добро познати како кеш трансакции, додека безготовински трансакции може да бидат кредитни трансфери, тоа значи пренос на средства од една на друга сметка, или пак трансакции со платежни картички со дебитна или кредитна функција. Кога сме кај картичките, само да појасниме што значи картичка со дебитна, а што со кредитна. Дебитната картичка е поврзана со платежна сметка и корисникот располага со сопствени средства, односно онолку колку што има расположливи на сметката согласно приливите кои што ги добива на истата. Додека кај кредитните картички се одобрува кредитен лимит од страна на банките согласно кредитоспособноста на корисникот и неговите барања. Може да ги искористи за трошење на постмрежата или за повлекување готовина од банкоматите и на месечно ниво треба да врати минимален износ со одредена камата. Значи, тоа е суштинската разлика меѓу дебитните и кредитните. Што преферира населението кај нас? Што велат информациите? Ја слушнавме анкетата, меѓутоа тоа се случајни примероци, нели? Така. Што велат бројките во банките? Како повеќе извршуваат трансакции граѓаните, во готово или со картичка? Така. Се уште сме општество кое што преферира да плаќа во готовина, меѓутоа добро е што имаме поместувања на тие бројки. Ако погледнеме сега согласно податоците достапни од Народната банка и ги анализираме трансакциите направени со картичка на продажните места каде што има уреди за прифаќање наспроти трансакциите со повлекување на готовина, може да забележиме дека 80% имаме трансакции на посттерминалите, наспроти 20% трансакции на банкоматите и да речеме супер е, трошиме многу со картички, меѓутоа не е таа целосна слика, мора да ја погледнеме вредноста на тие трансакции, што тоа значи во вредност. Ако ја анализираме вредноста, почнувајќи од 2019 година, 29,9% од вредноста на трансакциите поминати со картичка на посттерминали, значи отпаѓаат на посттерминали наспроти 70% на повлекување готовина. Денеска сликата е поинаква, од тие 29,9% дојдени сме до 42% со крај на 2022, односно 43% со последните расположливи податоци со јуни месец 2023 година и вредноста на банкоматот е намалена од 70 на 57%. Сега ова ако го разгледаме што влијаело за ваквото поместување, што е еден добар показател и тренд, може да се осврнеме на неколку фактори кои што влијаеле. Една е промената на навиките на корисниците, зашто голем удел имаше ковид пандемијата. Почнувајќи од 2020 година па навака, континуирано растат трансакциите како на посттерминали, така и на интернет продажните места. Понатаму понудата на банките, денеска картичките не се нудат само како средство за плаќање, иако тоа има основната функција, се дополнуваат со одредени бенефити за корисниците кои што им требаат надвор од извршување на финансиските трансакции. Дали се тоа дел од банкарските услуги без надомест, дали се тоа осигурителни полиси, дали е тоа помош на пат и така натака се креира понуда која што го привлекува корисникот се повеќе и повеќе да користи картичка. Сега генерацијскиот јаз, тука нели останува анкетата дека повозрасната популација тежне повеќе кон користење на готовината, меѓутоа сликата е различна кај помладата генерација која што Да, кој е ставот на банките? Што велат банките? Што е подобро? Сега во ред, кај нас владе мнението се уште дека ако користиш картичка треба одреден процент да и платиш и на банката затоа што ја користиш, меѓутоа и кога одиш на шалтер треба да платиш одреден процент или такса или како и да се вика, да повторно на некој што ја извршува таа трансакција, така што јасно е дека во денешното современо време и како оди времето напред, секој треба да заработи, нели? Секој треба да живее, меѓутоа каков е ставот на банките? Што тие препорачуваат? Дефинитивно препораката е користењето на картичните продукти наспроти плаќањето со кеш. Тоа е така затоа што
сакаме да го поместиме тоа, да одиме кон трендовите како кај нас, така и во светот, ако разговараме за дигитализацијата како процес кој што вложуваат не само банкарскиот сектор, сите сегменти на општеството одат напред и ги следат тие трендови, па така и во банките во доменот на дигитализацијата, колку сме напред со плаќањата, говори моментот што се достапни мобилните плаќања, односно можност да се дигитализира картичката и да се плати преку мобилниот телефон, плаќање преку паметните часовници, можност да се дигитализира картичката во самиот часовник и со допир да се извршат плаќањата. Понатаму имаме брзи трансакции преку електронските и мобилните банкарства, да се повика еден контакт од именикот и да се дефинира износ кој би се префрлил. Навистина брзо, лесно се вложуваа банките многу, како и во понудата кон иследење на овие чекори кон дигитализација, така и во безбедносните системи, така да и тоа веќе е чекор понапред. Мислам дека не мора да разговараме само за едукација, дека картичките се безбедни, дефинитивно побезбедни се од кешот ако земаме една ситуација што ако се изгуби кеш готовина, која е веројатност истата да се најде наспроти ако загубиме на платежна картичка и кои механизми ни се достапни ако брзо реагираме и да спречиме некоја понатамошна злоупотреба. Може да се пријави тоа во контакт центрите на банките. Сега имаат корисниците можност преку мобилните банкарства сами да ја блокираат, значи со најава на телефонот да превенираат понатамошна злоупотреба и така натака. Банките тврдат генерално дека системот е безбеден, дека не може никој да хакира сметката, дека има повеќе степени со нотификација, на конфирмација, на потврда на одредена трансакција и така натаму, дека има повеќе блокови или системи на безбедност. Кога светот им верува на овие начини на функционирање, тогаш би требало полека да се освестиме и полека и ние да почнеме да веруваме, затоа што реално плаќањето дигитално е многу побрзо, поедноставно, поефикасно, нема редици, нема чекање. Тоа е една од големите предности за плаќањето со картичка, брзо и едноставно извршување, така е. Каква е ситуацијата во светот? Што вели? Информациите од Скандинавија што доаѓаат велат дека земјите таму кои што се сметаат за најразвиени или се стремат кон комплетно безготовинско функционирање на општеството. Да, тие се стремат кон cashless society или иднина без кеш и согласно податоците кои што се на располагање, навистина се приближуваат до тоа. Една Норвешка има 99% поседува незиното население дебитна картичка, што е највисок процент, 95% од граѓаните извршуваат мобилни плаќања, според податоците на нивната централна банка, само 3 до 5% трансакциите се извршуваат со готовина. Шведска е земја која што прва ги издала банкнотите, а се очекува да биде прва која што ќе ги напушти, затоа што и тие се на таков чекор. Има доста надписи дека во Шведска продажното место, некој мал трговец има право и да одбие плаќање со картичка, што е со кеш, што е еден екстрем, да речеме, меѓутоа сепак тоа треба законски да е поминато за да може да се применува на некој како некој механизам, меѓутоа тие земји се каде ако анализираме трансакција по глава на жител во однос на овие трансакции со картички, Литванија има 440, понатаму се скандинавскиве земји, европскиот просек на земјиве во Европска унија е 200, а ние сме 63. Зад нас е само Бугарија, така да ова е еден показател дека се уште сме општество кое што го преферира кешот, меѓутоа пак ќе кажам, податоците во изминатите години ги поместуваат тие граници и тоа е една добра слика дека можеме со дополнителна пак да се осврнеме на едукацијата, меѓутоа и да ги искористиме сите поволности кои што дигитализацијата ги нуди во делот на плаќање и младата генерација ќе го потпомогне сето тоа затоа што бурно ги следи, да речам, ги движи трендовите и веќе во блиска иднина можеме да разговараме за многу подобра состојба во однос на како што е сега сликата.